Добро вечер, Македонија. Како што веројатно веќе знаете, од вечерва започнаме да се дружиме секој ден, односно секој работен ден во рамки на вестите. Причината? Па, веројатно ви текнува на слоганот шоуто од кој Баба Рога се плаши. Епа пред некој ден ми известија дека Баба Рога веќе не се плашила толку многу како порано. И јас си викам, не се плаши, па сега има да се исплаши. Од вечерва па се до изборите, дневна предизборна доза на Рапорт со Јофе. За почеток, се надам дека се сеќавате на последното неделно издание на ова шоу од минатата недела. Како прво бидејќи многу јако, и како второ бидејќи за да продолжиме со денешната лекција, ќе ни требаат вашите познавања на одредени делови од тоа издание. Сега, ако случајно сте биле одсутни и сте го пропуштиле, нормално ќе треба да ни донесете оправдание матичен лекар, исто така ќе треба и родител да дојде да потврди, ама сепак сега ќе ви пуштиме едно кратко парче од тога за да видите во тек и да можете да ја сватите дилемата која ја имам сега. Режија, ајде уште еднаш да го видиме чешкиот претседател Вацлав Клаус и неговата совршена акција изведена за време на својата посета на Чиле. Види колку убаво пенкало. Како добро ви подпишува автограми. Чекај. Никој не ме виде, нели? Ајде сега во другата рака, па во мојот джеб. Сега е мое. Само ще и ова да го средам за да не забележи некој. Супер. Los mismos colores. Успешна. Да, мисијата беше успешна, ама истата таа мисија мене ми отвори многу прашања и дилеми. Например, зошто некој би имал потреба да краде пенкало? Тоест, уште поважно, зошто председател на држава би имал потреба да краде пенкало? До толку ли немаат пари, до толку ли ниски плати им даваат? Толку многу прашања, а толку малку одговор. Ама така беше се додека не ги слушна пресконференциите на нашите мили, драги и никогаш не прежарени ВМРО ДПМН и СДСМ. Пази ова. ВМРО ДПМН денес го предава на Државната комисија за спречување на корупција целокупниот доказен материјал со кој располагаме за аферата Надеж 2. За 60 пенкала, папки и тефтери, една позадина, еден банер, еден билборд, исплатени се 105.000 евра народни пари. Таквото работење се случило и при организацијата на НАТО ЕАПС форумот, одржан во јуни 2007 година. За овој еднодневен состанок, кој го организираше владата на Груевски, беа потрошени повеќе од 3 милиони евра народни пари. И како капак на се, потрошени се пари за поклони, нотеси, папки и слично, во износ од ни помалку ни повеќе рекордни 100.000 евра. Точно така. Вамо 100.000 евра, тамо 105.000 евра. Порасна цените. Не само на лебот, млекото, бензинот и нафтата, порасна цените и на пенкалата. 5.000 евра за една пенкала. И нормално дека после председателот Клаус ќе краде пенкала. А да беше паметен кон нашиве политичари, да се организираше некој самитче, да се склучеше договор со нека фина агенција. Ке си имаше и пенкала, и тефтери. Тоа ти е. И толку за вечера. Се гледаме утре вечер. Чао, чао.